Денови собрани сме пред една институција која наместо да ги штити граѓаните, работи исклучиво во однос на бизнес интересите на владата, како и нејзината политика. Иако по дефиниција регулаторно независно тело, изминативе години бевме сведоци дека за одлуките на регулаторната комисија прво ќе слушневме на провладините медиуми или од владините представници. Денешниот состав на комисијата е целосно надвор од законската регулатива, партиски обоен и со сомнителна кредибилност во областите кои ги регулираат. Наместо да ги штити интересите на граѓаните, бидејќи комисионерите доаѓаат директно од компании кои треба да бидат регулирани, Регулаторната комисија за енергетика стана битна компонента во штитењето на бизнисот на моќните од една страна и осиромашувањето на граѓаните од друга страна. Начинот на кој вчера во собрание Трајко и забеганата дружина го отфрлија предлогот на Аман, само уште еднаш ја потврди забеганоста на власта. Како и кон други неистомисленици, грубо, дрско и со поприлично неписмени аргументи, не само што ја отфрлија граѓанската иницијатива, туку за малку ќе го исфрлеа и овластениот представник на 13.169 граѓани. Иако Ставревски во 2007 година ветуваше дека Македонија во 2012 година, 2012 година, ќе биде нето извозник на струја, денес фактите говорат. Цената на струјата што ја произведува Елем е зголемена за 82,34%, а просечното годишно производство е намалено за 11,59%. Регулаторната комисија, откако прво премиерот најави, ја зголеми цената на струјата за 10%, но со укинувањето на дневната тарифа, реалното покачување во просек е околу 24%. Доколку важат аргументите на власта и враќањето на дневната тарифа би предизвикало пад во системот и трошоци на фирмите, што се разбира е глупост на квадрат. Зошто тогаш после укинувањето на дневната тарифа не се намали цената на струјата, на пример? Да подсетам, оваа влада претходно ја укина и зимската и летната тарифа, а на пример една Словенија, земја членка на ЕУ, има своја повластена викенд тарифа. Оваа регулаторна комисија за енергетика ги префрли образовните институции во тарифата на големи потрошувачи. Денес сите основни и средни училишта плаќаат дупло повеќе. Регулаторната комисија надвор од секоја законска рамка и економска логика, како трошок во работењето на Елем и Мепсо, ги аминуваат партиските, но пред се нестручни вработувања. Договорите во 4 очи со вредност само склучени од Елем во висина од 2,7 милијарди денари. Скијачки и сноуборд патеки на Шапка и Пониква. Македонија не е дел денес од гасоводните системи ниту Набуко, ниту Јужен поток, дополнително водејќи дискриминаторска политика кон Гама, во која Патем е собственик 50%, зашто и Европската енергетска заедница на неколку пати остро реагираше. Денес надвор од законите и правилниците Балкан Енерджи Груп глуми топлификација, денес топлификација глуми Балкан Енерджи Груп. И тоа не е се. Вакви поразителни примери за амбисот во кој власта го доведе целиот енергетски систем има безброј. Македонските граѓани не заслужуваат некој да ги краде, сурово да ми одзема иднината. Таа е прескапа работа и за тоа еден ден некој мора и ќе одговара.